Утрово во Македонија наутро ни гостува младиот и перспективен пианист, кој со своите настапи веќе ја освојува публиката. 10 солистички концерти во една година, настап со Македонската филхармонија, награда на меѓународен надпревар и нови концерти кои предстојат дома, но и во странство. Добро утро за Давид Павич. Добро утро и ви благодарам на прекрасната најава. Давид, веднаш да прашаме, вака млад, веројатно желбата кон пијаното уште од најрана возраст. Што те привлече кон пијаното и тоа да стане не само хоби, него веќе и твое секојдневие и професионално да се бавиш? Се започна со мојот постар брат Кристијан, да го носат моите родители на часови по виолина и имав тука прилика неговата професорка да ме однесе до кабинетите во музичкото Илија Николовски Луј, каде што во сите кабинети имаме клавир. И јас му пристапив на тој клавир со една огромна љубов и тоа беше љубов на прв поглед. Љубов на прв поглед, одлично. Тогаш до сега. Давид, минатата година настапи на 10 солистички концерти низ Македонија, во што научи од тие средби со најразлична публика. 10 концерти се во прашање. Па, секој излегување на сцена е со многу љубов и без разлика на публиката дали свириме за 10 или за 100 луѓе и за колку и да е, секојаш треба да го останеме. Да ставиме огромен впечаток, да останеме на ниво и едноставно да, исто како во една театарска представа, кога луѓето одат во театар да заборават на секојдневието, така и со музиката. Треба истиот момент луѓето и публиката да заборават дека се на концерт и да замислат нешто сосема друго во тој момент. Да уживаат. Да. Како изгледа твојот ден? Колку часови тренираш? Колку се вежба. Колку интензивно се вежба и се работи класична музика? Дали само класична музика постојано слушаш или сакаш и други жанрови? Некогаш сакам и да одморам, бидејќи класичната музика е една навистина тешка дисциплина, која бара многу жртви и кога навистина се фокусираме само на класичната музика, бара да не варираме многу во стилови. Тука и мојата професорка, да поздравам, Елената Насовска, на некој начин ми забранува да свирам толку джез, иако сум голем влюбеник и сакам многу жанрови. Експериментирам и да изведувам. А што се несе до време, колку време тренираш? Па, колку вежбаш? Минимумот треба да остане 6 сати, наискрено, но во текот на годината поради останати обврски на факултет и испити, некогаш... Па и млад човек сега, не само факултетот и испити. Секако. Но во некои периоди знае да биде само тоа. Таа мора да се посветиш така, Сепак е жртва, но кога е љубовта огромна, навистина не представува задоволство. Да се осврнеме на концертот Звукот на идната генерација со Македонската филхармонија, настапи како солист со дело од Сергеј Рахманинов, а публиката те награди со стоечки овации. Секоја чест. Како го доживеа тој момент? Што значеше за тебе таквата реакција? Тоа ми е сонот, откако почнав со... Сонуваше за тоа? Сонував за тој момент да го изведам токму тоа дело со нашата Македонска филхармонија, бидејќи тоа е врвот во клавирскиот репертоар, генерално. Бара Сергеј Рахманинов огромна жртва, мемориски да се научи, техничка зрелост, а и емотивна исто така. Бидејќи во периодот кога он го компонирал тоа, он западнал на депресија и уметничка блокада од 5 години, каде што едноставно тоа дело го извадило и го кренало над сите композитори во 20 век. Беше предизвик за тебе, нели? Огромен. Да, навистина и настапот, моје прво искуство со оркестар. И беше храброст да се земе токму тоа дело, бидејќи на почетокот сите започнуваат со некакво дело кое што е полесно за спојување со оркестар. Но некако љубов и предизвикот дојдоа до тоа да го изведам тој клавирски концерт. И кога ќе слушнаш аплаусот сите присутни во салата, како ги контролираш емоциите? Во моментот не сум тука се уште, ми треба време да се вратам, бидејќи самиот момент претходно кога не сум свесен, јас само стојам тука, но од таму некаде нагоре се гледам себе си. Да, ме интересира тој момент, додека свириш, размислуваш за нешто, сконцентриран си на тоа што свириш, ама со оглед на тоа дека го владееш, ти одлетува мозокот, како... Јас мислам дека треба да биде сконцентриран, или? Треба да бидам. Него моја рутина веќе да го одсвири тоа што треба. Мора да сме сконцентрирани, бидејќи ако па премногу залетаме, во моментот ќе заборавиме дека... И тоа некогаш знае да импровизираме, ако ни фали мемориски нешто да додадеме, да се снаоѓаме, тука джезот многу помага. Во телефонскиот разговор ме праша Маријана, ти што слушаш? Викам па латино музика. А па јас знам нешто да одсвирам, викам извини, ама немаме клавир во студио. Последна прилика.
Последна прилика. Да. Океј, ќе го издвоиме и меѓународниот надпревар Охридски бисери, што представува нели тоа признание. Сите надпревари представуваат еден предизвик да се совлада за краток временски период репертоар и да излеземе на сцена. Мислам дека наградата на никому не треба да му е навистина битна, бидејќи битен е процесот на работата и љубовта кон музиката. Ама убаво е кога ќе се добие. Секако. Сите некако зборуваме, битно е да се учествува, ама кога ќе се добро е кога ќе се добие. добие признание. Сепак за Така. тоа и одат. Да. На 16 јули настапуваш на Скопско лето. Што подготвуваш за публиката? Како ќе биде репертоарот еднакус? Од сите стилски епохи, од барок планирам Хендел Чакона да отспирам, Добре. Бетовен соната, Шуман варијации и исто така Риголето парафраза, оперска како за крај, на некој начин со Риголето да ја распееме публиката. И предстои едно уживање, претпоставувам на публиката. А што би сакал публиката да почувствува по завршувањето на самиот концерт? Би сакал во моментот да ги заборават сите своји проблеми, едноставно да се препуштат на звукот и да одморат. Након што да ги споменеме концертите Скопје, Битолата очекува Рим. Да, во овој период. После 16 би сакал на мојот роден ден, 25 септември, бидејќи нема поубав начин, мислам, да се прослави роден денот. Во Рим да си го прославиш роден денот? Со музика. Во Скопје, во музеј на Боровата, во Скопје. После тоа ми престојува солистички настап во Битола и после Битола се надевам Рим. Размислуваш за меѓународна кариера? Така го осмислувам мојот живот. Би сакал да создадам една меѓународна кариера, каде што би настапил на сите светски филхармонии, оркестри и диригенти, но потоа желбата ми е да се вратам на нашиот факултет за музичка уметност, каде што сето знаење кое сум го собрал, да го применам и да го репродуцирам преку моите студенти. Им влијаеш на твоите пријатели кои што те обкружуваат со тоа што... Мислам дека сите си влијаат. Ја разбираат ли класичната музика? Твоите врсници? Дали ја слушаат, дали доаѓаат да те поддржуваат? Да, доаѓаат на вистина, да ме поддржат секогаш и некогаш кога ќе добијам таков комплимент дека леле заборавив дека сум на концерт. Во моментот се опуштив и ми беше преубаво, нема поубаво чувство од тоа. И мислам дека треба многу повеќе да се прикажува класичната музика, бидејќи таа не е само за нас. Ние што изведуваме и луѓето што ја разбираат, туку е навистина за сите. А што би им порачал на младите кои сакаат да свират инструмент, но се уште мислат дека тоа многу тешко? Да не чекаат и веднаш. И не е тешко. Не е тешко на вистина. Мислам дека треба само да се ужива во звукот, а не да се гледа прогресот да се стигне до некој ниво. Туку вистина процесот. Успеси, Давид, благодариме за одвоеното време. И благодарам. Ке те следиме, Бога ми, И ќе ве и те поканам очекуваме на концерт. така, Добри и ќе ден си дојдеме. во нашето студио.